Драги мои, денеска имам посебна чест да со мене е гостин и ќе разговараме за рурален туризам. Томче, кој сите го знаете како човек кој ги посетувал селата во Македонија. Томче, сакам со тебе да направиме еден разговор во смисла на твоето искуство на посетите на нашиве рурални предели и колку ние не знаеме да го искористиме тоа во рамките на туризмот. Прво, благодарам за поканата, Гордана. Се чувствам убаво во студиото, прекрасно, убав повод, убава причина за разговор, за да може да начнеме неколку теми кои што се поврзани, кои што јас ги согледувам или ги имам согледано години наназад, движејќи се низ Македонија. Македонија има голем потенцијал. Само би кажал тоа дека Македонија има голем потенцијал во однос на тоа да се развиеме, да направиме убав селски туризам, рурален туризам, етнотуризам, еколошки туризам, екотуризам, да. Има и самото движење, функционирање, шетајќи се по селските средини, по селата, запознавајќи луѓе, запознаваш и можности кои што некој ги има препознаено, затоа што има ситуации кои што некои луѓе имаат веќе препознаено одредени работи и пробува да ги направат, меѓутоа секој пат се наоѓа некоја причина, некој нешто да биде во целата приказна трн во око или некој незадоволен и заради тоа се расипуваат сите приказни поврзани со било каков туризам, поготово рурален или селски или еко во Македонија. Зошто јас лично сметам дека немаме стратегија за таков тип на туризам и зошто не го препознаваме тоа како туристички потенцијал. Ти имаш поминато многу села во Македонија. 470 на број се. Во 470 села, јас, па не во 470, меѓутоа во околу 200 села имам препознаено можности за како да ви кажам, не за некаков, не за просечен, туку за квалитетен рурален туризам. Дури ќе споменам едно село кое што секој пат го спомнам во позитивна конотација, село Куратица, Горан Ангеловски, кој што со текот на времето се спријателивме, кој што ми раскаже една прекрасна приказна за село Куратица, дека затоа што ја добив како се случи, мислам, ти почнам од почеток како се случи целата приказна. Добивам на Facebook покана, дојдете посетете го село Курајца и сега викам некој игра мајтап, затоа што викам село малце ми е синоним за нешто сосема поинако, викам и сега некој тера некаква шега. И вика, еве имаме и веб страна на нашето село, дојдете да го посетите, да видите дека стана збор за сериозна работа, сериозна институција. Викам, добро, не му обрнам внимание, после недела дена, викам, чекај да видам зашто станува збор, почнам да барам и сватив дека стварно е тоа убаво село, кое што ниѓе до 200 метри надморска височина, кое што е на 20-30 километри од градот Охрид, кое што во своите преградки има баш онака 200-300 куќички кои што се домаќински куќички кои што таму си живеат луѓе и сите работи и се и така натаму, така натаму. И реков, викам, чекај да видиме што се стана, која приказната тука, што е тоа што се случува, што сакаат да кажат луѓе. И се договоривме, се контактирав со Горан. Се договоривме, тогаш беше кмет на селото, председател на местна заедница, викам, сите кметови се таму, сите ми се кметови. И отидовме во Куратица, влеговме во селото, не пречека Горан застана, ми кажа дека прво разговараме. Горан има, мабетов е Дедодимо, етно ресторан. Да. И он мабетов со тоа пробува да направи некаков туризам, затоа што таму кај него е лоцирано, значи има и игротека за децата, има каде мабетов да се касне. Дека имам во фотографиите донесено. Да, може да е во фотографиите ставено и има работата има еден куп интересни работи, има паркирано возила. Значи он нуди, значи он го размислил тоа на тој начин, дошол до тој степен што он застанува и вика имаме тура до Плакенска планина, ако сакате да во однесеме, тура за четворица, доколку дојдат странци, а доаѓале швеѓани, доаѓале норвежани, доаѓале мабатов странци од други земји, холанѓани претпоставам, и вика што се случува. Секој во селото кај нас има по 2 по 3 магариња
И се ако ќе дојдат странците и сакаат да им направиме тура од 3 километри околу селото или 5 километри околу селото, ние можеме да взимаме 10, 20, 30 магариња, ги качуваме на магариња, ги постиламе вика оние волнените што се прекривки, немаат вика самари, туку оние волнените прекривки се качуваат на магарињата и ги тераме едно позади друго, вика околу 7-8 души вика на секој 5-6 магариња и полека ги тераме и вртиме еден круг вика со нив. Луѓето презадоволни, воодушевени, ќе направат на тура, ќе излезат горе на планината, има направено летниковци за да може да се види Охридско езеро, се фрла поглед на езерото, има смрекинки да можеш да набереш, значи како да ви кажам, нешто што не се доживува секој ден. За разлика од тоа да речеме Вепчани, освен карневалот нема ништо друго и не живее преку година. Тука се блиско еден. Едно до друго. За Горан на сето тоа, што ми раскажуваше, Горан што ми кажуваше во тој момент, докаде се застанам во селото, шетам, се движам и гледам вака и викам, бе луѓе, нешто ми недостасува, нешто не можам да видам, викам во село. Нешто ми е чудно, викам, што е работата? И ми вика, немаме ѓубре, вика, во село. Како викам, сте успеале да немате ѓубре, а онакви убави дрвени табли на 5000 километри од тука е Франкфурт, на 300 километри е тука ова. Убаво личи, едноставно. Влагаш и направено како што треба. Да ти го привлече вниманието, да те заинтересира. И викам, добро, викам, смее ли некој да гради во селото? Може вика да купи куќа во село, меѓутоа не смее вика да направи нова градба, само 10% се стари нови градби, све другото вика 90% се стари градби. За да го чуваме, за да се чуваме автентичноста на селото, па онакви пиперки везени, обесени, па како да ви кажам, мерак, па си сушат онакви овошја, си сушат они домашна вегета си прават. Си ги сушат патлични, си сушат морков, си сушат пипер, па ќе го столчат, па ќе го изма, ќе го направат. Ја воодушевен сум од таа работа. Имаат најубавото макало, го имаат сопругата кај нив во ова што е во ресторанот го прави најубавото охридско макало. Имаат овие што се како ги викаат они тие што се самокори како питулици што се имаат охриѓани, го имаат потелице, го имаат поматов. Не ми текно. Како флијата е, само малку нашево е македонсково не ми текна. И како питулици се, и прекрасни се. Лепче има тазе, домашно, домакинско, македонско лепче, и тоа го прават со маја од 80 години наназад е мајата. Значи 80 години од бабата, па од мајката, па сега сопругата на Горан, и мајата секој пат ќе замеси со нејзе, па ќе си остави за следното месење, па ќе замеси, па ќе си остави. Мислам да го слушнете тоа само како раскажување, како приказ на воодушевувачки. И сега имавме таква ситуација, имав такви луѓе сретнав и после тоа идеш во места кои што имаат голем потенцијал за да направат нешто и никој не е заинтересиран ништо да направи. Никој не мрда со мал прст од проста причина што па сега моја ли работа е тоа? Сега ја ли треба да го мислам? Сега ја ли треба да го размислувам? Прво се неволни мештаните, а второ кога разговарам со Горан викам како успеавте да ги убедите да не прљаат, викам да не фрлаат ѓубре. 2 години ни требаше вика секој ден од врата до врата идевме вика на луѓето му викам еве ви по 3 кесички за утре што ќе направите ѓубре да го спакувате. Следниот ден вика пак еве ви по 3 кесички вика за да можете да и тоа ми беше пример за тоа дека сака да се развијат како туристичко место и размислуваат дури зимно време. Има големи наноси на снег затоа што се на планина горе негде до 200 метри, големи наноси на снег, имаат ратрак. Имаат скијање, организираат скијање, па ќе се качат на Плакинска планина или на планина што е горе, па се спуштаат до сред село, па сакаам да направат, значи скијачи луѓе, пазите, мислам, ние во Скопје ги немаме тие можности, ние во поголемите места ги немаме тие можности, они уживаат, имаат живот кај што ние само можеме да го замислиме. И има идеја и планира, само тоа сакам да докажам, целата поента ми е, има идеја и планира да направат жичара, за да може да привлечат што повеќе туристи и да направат легла. Имаше македонски куќи кои што беа отворени за да може преку зимскиот период да може да дојдат луѓе да преспијат кај нив леодес и така функционира. Он вика ако треба нешто да купам вика од локално, тука вика луѓето што ми произведуваат за да може и они да бидат задоволни. И дојде до моментот дај ќе купиме жичара, најдов жичара од Швајцарија, да донесеме тука да ставиме во Куратица, да направиме за да можеме ние да функционираме, да привлечеме туристи. И беше се во ред, се супер, се окей, и пари се најде, и се најде, и на крајот беше началникот не даде дозвола. И се шемаме од тоа. Немаме ништо од тоа, Маметов не може жичарата да увезете. И остана без жичара увезена, Маметов без можност за да се развија туризмот понатаму, без можност за било што да се прави, што мене ми е стварно жална приказна. Во непосредна близина на село Куратица има село кое што има вулкан, активен вулкан. Да.
Кога ќе поминете мириса на расипано јајце, на сулфур. Може да се осети тоа во воздухот. Луѓето таму се здрави, ако вика сите во околните места во Ветофе имаат животен век до 70-80 години, овие живеат вика по 150, по 200 вика. Како да ви кажем, и многу помал се заболуваат. Самото тоа што има активен вулкан е причина за да си го раскажеме, да ги донесеме луѓето, да ја раскажеме приказната за тоа. Има место каде што можеш да влезеш, бачила има кај што можеш да влезеш, кај што можеш да си одбереш кој јагне, да ти го заколат, па да ти го спремат, па да ти покажат како се спрема, како се молзе овцата, па како се прави сирење, па како се прави од млекото, мобето се подквасува, се подсирува, па како да ви кажам, имаме многу големи можности и потенцијал за туризмот, поготово еколошкиот. Јас после 3-4 години од како почнав да снимам емисијата и многу почна да ме интересира што е тоа што ние го изостануваме во однос на сточарството или во однос на земјоделието и почнав да разгледам приказни од соседството. Како во соседството се чуваат кози, овци, како ќе нас се чуваат кози, овци, која количина, каков е пристапот, што е тоа што се е потребно. Дури во еден момент размислувам, викам, јас многу повеќе би сакал да бидам сточар, би се гордел со тоа, затоа што често ќе си заработувам, ќе имам едно стадо од овци или едно стадо од кози, ќе функционирам така. И почнав да ги разгледам опциите и најдов на странски приказни кои што се многу успешни, кои што не се многу далеко од нас, Србија или Хрватска, кои што се средени, се стокмени, имаат онакви као хранилки неставено од страна, со отвори за да си влезат овците, козите од страна, си имаат решетки одоздола за се што ќе паѓа како измет или како урина да се собира, да се иде на друго место, они си седат и си лежат само на слама. Како да ви кажам, доаѓа сточарот облечен како господин, човек со работнички, меѓутоа нема нигде испрљено, со чизми се застанува, си носи храна на стоката и си функционира сето тоа, како да ви кажам, под еден режим, под еден систем, како што треба. Во Македонија начекав, можем да ви кажам, 2 места такви. Имаше организирано кај што има крави и кравите си беа организирани, си ги чува на едно место под сенка, имаше дел кај што се може да сидат на сонце, има ќе дојде време за мозење, кравите сами си знаеа и си има со вакуум што се мозат и си доаѓаат и како кабини наместени, они само си влагаат сами во кабините, си се редат и си знаат и си тече тоа како природен процес, се си функционира и ја бев воодушевен. Ама 1-2 места. Ваму во Србија и во Хрватска правиме момент за луѓе кои што имаат 30 кози, 30 крави, 50 кози, 50 овци, 100 овци, 200 овци и они функционираат, како да кажам, повеќе ги има и сите се функционираат чисто педантно. Кај нас како да го прикажуваме тоа како да е тоа недоволно развиена гранка, како да се плашиме цело време дека ако кажеме на некој дека имаме 750 овци, дека ако не сме ушлякани со измет или со брбушки, дека не сме направени лом и ако не ни е криво гунчето, дека ќе дојде некој ќе ни го земе тоа што го имаме. Наместо да се гордееме дека сме земјоделци, дека сме сточари, па малце да се обрне внимание и од институциите да се направи тоа, да функционира, да биде како што треба. Не викам дека институциите не, затоа што се овие субвенции што ги даваат, мислам дека и се повеќе од доволно, зашто има сточари што стварно сум ги запознал, што ми рекле повеќе од доволни, ние сме среќни што имаме вакви работи. Меѓутоа, не се сите задоволни од тоа и знаете како, логиката му е, порано имав една нива, ја садев со зелка и може да купам нова кола, сега имам 3 ниви, ги садам со зелка и може да купам половна кола. Јасно. Логиката е сакаме да можеме да имаме да заработуваме како да работиме со диаманти или со злато, а работиме како земјоделци и не ни се исплати. Од една страна, од друга страна па и тоа што го зборевме пред ова, имаме фантастична зелка, фантастични земјоделски производи од кроми до пипер, до патлиџан, до јас сум отишол во село во Дојран, како се викаше, имаат плажа од другата страна, значи не ми текна сега, ќе ми извините, меѓутоа во селото влегов, луѓето нема што не произведуваат. Значи произведуваат зелка фантастична, сочна, убава на вкус, патлиџан, кромит. Луѓе, ја таков кромит, таков патлиџан немам каснато. Значи како да ви кажам, сум влегол во Лозово во село, каде што луѓето произведуваат 15.000 корена на патлиџан има, произведуваат околу 64 тона патлиџан годишно.
и го продаваат до последен денар, до последен патлиџан го продаваат и тоа вика цената му варира од 30 денари до 100 денари и го купуваат. Меѓутоа никој не ги раскажува нивните приказни или да ги стави во да ги организира во нешто за да може да дојдат луѓе да го видат тоа. Друга успешна приказна што има видено што е поврзана со туризмот кај нас во Македонија е Пеце од Дихово. Да. Пеце од Дихово е дефинитивно најуспешната приказна што имам видено. Куратица се трудат, меѓутоа го немаат постигнато тоа. Он е човек фирма, он е, како да ви кажам, институција. Првиот пат кога отидов кај него, го запознав кога имаше само една куќичка, имаше 3 легла и тоа беше баш македонски, во македонски стил. И кога го прашав, седиме, разговараме, викам, добро, викам, како функционирам, вика, доаѓаат луѓе, спијат, вика, јадат. Плаќаат колку што мислат. Колку што мислат, вика, толку плаќаат. Тоа ми беше, колку што мислат, толку плаќаат. Викам, како колку што мислат, викам. Ако не мислите дека треба да плати, вика, нека не плати, вика. Добро, викам, како тебе ти си сплати? Не, вика, сите што дошли, вика, еден не останал да не плати, вика, само, вика, цена има ракијата, вика, има цена, вика, уште еден производ, вика, другото све. И добро, вика, ми што им правиш? Вика, имам хаски и летно, есенско време, вика, кој ќе дојде, вика, и шетам, вика, со хаските, вика, береме чај, вика. Па после тоа, вика, ќе прошетаме, па ќе дојдеме, имам, вика, тука 2 леички со пипер, 2 леички со патлиџан, па сакаат салата си направат, му викам, оди набери си, па идат си берат, вика, пипер си берат патлиџан, како сакаат, па го бијат, вика, па го токмат. Кој ќе дојде, вика, време, вика, за зимница правење, за ајвар, за лутеница, абе, вика, радосни, кефни, вика, со мене печат на ќумбето, вика, љупат, вика, мелат. Не можам да ви обяснам, вика, мармалад, заедно правиме, вика, тоа му е на нив, вика, доживување. И му раскажува таа приказна, и тоа, еве го, последен пат кога бев пред година и нешто, тоа е веќе комплекс, огромно место, веќе споменато во неколку значени списанија за туризам на 3-то, на 5-то место или место кое што треба да биде посетено во Македонија. Жалното е што никој во Македонија тоа не го збори. Имаме агенција за туризам, која што работи за промоција на туризмот во Македонија. Мислам дека и не знаат каде е тоа. Така, не само што не знаат каде е тоа, него јас од агенцијата за туризам верувате дека една работа немам видено да излезе како промо кампања, да излезе нешто како клип некој, да испадне нешто за да промовираме. Така, ти си 30 години во сето ова. Последниве 10 години јас сум поминал 480 села. Никој не дошол за сходно да земе да рече, Гордана, чекај бе малце. Гордана ги работи овие работи, Томче ги поминал овие работи. Дај да ги прашаме што е тоа што би можело да се направи. Така, во кој правец да направиме на стратегија, што викаш, да видиме во кој правец можеме да ги направиме работиве за да функционира, да направиме нешто. Љупчо е директор на агенцијата, не знам дали се уште е директор, сега мислам дека потпадна под Министерство за култура. Додека беше Љупчо, немам ништо против него. Лично се знам со него од претходниот сител, додека работевше утринска мотовца, имам погодено да сме работеле, сме соработувале како колеги, влезе во институцијата, бев кефен и радосен дека е на позиција. Меѓутоа, на страна од тоа дали бил Љупчо, дали бил Бранко, дали го знам, дали не го знам. Еден клип не излезе од таа институција кој што промовираше македонски производ. Доаѓам во Кавадарци, ми кажуваат, викам, што правите со виното што го произведувате? Ми како го извезуваме. Каде го извезувате? Го извезуваме, вика, за Словенија. Викам, која количина? Цистерни, вика, идат за Словенија. Цистерни. И го продаваме, вика, по багателна цена, вика, за да не ни седи. Тука, вика, го продаваме по багателна цена. Што прават, викам, словенците? Толку пијат, викам. Не, вика, они го флашират и си го продават како нивни производи. Браво, викам. Ние е уште една наша уништена приказна. Ајварот исто така се случува. И седам вако, викам, луѓе, викам, значи имаме потенцијал во однос на виното, имаме потенцијал во однос на ајварот, имаме потенцијал во однос на патлиџанот, во однос на зелката. Луѓето што беа од Николич се викаше селото, Дојран. И Николич отидов таму и викам, дечки, викам, што е тоа што работите, викам, со земјоделие, со што се занимавате? Низ годините наназад, вика, ние сме работеле, Томче, вика, од патлиџан, од пипер, вика, до кромит, вика, до зелка. Ја мислам, вика, дека тука нема, вика, заради близината на езерото и ради водите, вика, што се околу, нема нешто, вика, што би посадили, вика, што не би пораснало. Викам, добро, викам, зашто, викам, садите зелка? Затоа што, вика, на тој производ, вика, земјоделски можеме да му најдеме пласман, вика, и да го продадеме. Добро, викам, у државата, ако фали, викам, пипер, ако фали патлиџан, ако фали, викам,
да размислуваме за наше производство. Нека дојдат вика од државата, во самата емисија беше тоа дел. Нека дојдат вика од државата и нека не ангажираат, нека ни кажат, вие луѓе зашто можете да произведете, да пресметат толку на толку, можете да произведете таа количина на земјоделски производи, ние ве ангажираме, произведете го тоа. Со тој квалитет ние ви го откупуваме целото затоа што тоа ќе иде на домашен пазар, домашни производи мораме да имаме. Токму тоа е она што велам, немаме стратегија. Во светот е во подем гастротуризам. Ние немаме место во Македонија кое нема некој свој специјалитет или нешто што едноставно го нема никаде на друго место. Не сме го искористиле и милион пати сум кажала, туристичка тура кога има низ Македонија ќе добиете компир, плескавица или кебапчиња и тоа е. Завршува на сето. Така. Јас имав таа можност и таа среќа да поминам низ овие 470 села и притоа проаѓајќи низ Теарце, долгогодишен пријател еден Оливер со кој што се дружиме долги години, некако ме испровоцирам да почнам да размислувам и после тоа некако во главата си склопив неколку такви приказни кои што би можеле да едноставно да се продадат, да се презентираат, едноставно да ги продадеме како туристички бренд. Како туристички бренд, како туристичка приказна, како туристичко доживување, како доживеете го овој ден во Македонија, ваков ден имате. 3-4 дена дојдете, посетете Македонија и секој ден да ви биде различен, секоја тура да ви биде богата. И што опфаќаше тоа, значи, опфаќаше турата да дојдеш да се приберат прво сите на едно место, па да влезат во автобус, па моментот да ги однесеме на некаков автентичен доручок од Сабајле, па после тоа да седнат на бензинска да испијат по едно кафе, па после тоа доаѓаме во местото каде што сме, па селска средина. Па селската средина видов на репортаживе што се србиве што се ги промовираат нивните места. Пред 10 години гледаве на репортажи, мовдав и ми остави впечаток во трактор. Позади приколката ставени слама, лево и десно, и влагат луѓето, седнуваат на сламата и ги возиме, ги носиме, ги шетаме. Ги тераме да идеме каде Мабетов може. И они сега по патот додека идат, му се разговара, му се каже, ова тука се случува, ова го имате во ова село, толку жители, има толку домаќинства, тамо се наоѓа во таа близина, толку се наоѓате во тој дел од Македонија, ова може да го имате во непосредна близина, брана има, ова има, он има знаменитости, што се, Крали Марко стапалката му е тука, на Шарец конјот, Мабетов е, кога дошол пиел, ова му било, каде го поеле. И едноставно ги водиме, доаѓаме до местото што е локалитет за дента, зимаме застануваме, му раскажуваме убава приказна за местото, остануваме тука половина час, му кажуваме кои се знаменитости, кои се интересни работи, која е приказната, која што тука се случува, зашто тука била, како кога отидов во гостиварско село едно, и скроз горе над селото се појави фантастична карпа, огромна карпа. Ја прв пат имам такво нешто видено со пештера внатре. Ама пештерата некои 10 на 20 метри, ама огромна, наредена таква. Па има како лилјак нешто горе ставено, па имаше ми раскажува приказна локално предание во близина на гробиштата. И сега знаете како моментот сето тоа е тоа што можеме да го продадеме, имаме потенцијал да го продадеме и да го раскажеме како приказна за да може да привлечеме туристи. Ништо не се случува тоа кај нас. Ништо не се случува. И само да завршам, доаѓаме на локалитетот. Пола сат поминуваат со пештерата, со местото што е локалитет. Знаменитост е, да речеме, Аквадуктот. Му објаснуваме околу, се сликаат, правиме тука Мабетов дружење и идеме ги носиме на некаква закуска, на некој малова, петисани, нешто Мабетов да зема, да касат или боцкалчиња нешто. И после тоа ги носиш на бачило. Ја викам, тоа ми е не изгоре, него огромна желба да отидеш на бачило, каде што имаш 2000 овци, 3000 овци. Чобани тамо седат, ги чуваат, па да ти раскажува тој како седел, па го фатила некоја зима, па тоа гунчето што го имал на него, па легнал се покрил, па овците се собрани на едно место, па кучињата тука биле ги чувале овците, па се топлеле сите заедно, по тоа ги чу... Како да ви кажам, тоа се случувања кои што не се забораваат. Не се забораваат. Во Македонија дознав дека го имаме еден од првите млеководи, кој што е тежок, односно кој што е долг 5 или 7 километри.
И тоа Да, направи... тоа во некоја друга држава, тоа ќе се направи вака да се чека редица да се дојде да се види тоа, да се направи тоа. Па ја би го оживел тој млековод. Горе би ставил да има бачило, да има овци, па мозеш, па пушташ надоле, па се пречекува доле, па прават сирење, па кој сака одма да може да купи. Тоа ајде ти ви кажам словенците, постојинска јама имате. Од јамата прават чудо. Од јамата прават чудо. Не знам, верувам дека си ја посетила, има сталагмити, сталактити, маватов и се возиш, и тоа нема крај, тоа е само. И нема ништо. Пештера, и нема ништо што да се види. Ама они направиле 10 евра секој влагање, секој влесе 10 евра. 10 евра, 15 евра, сега може и да е поскапо малку направено. Ама вовчето ти раскажува приказната. Со вовчето ќе си отидеш 2 километри, ќе си застанеш, ќе си дојде туристичкиот водич, ќе те прошета дали е француски, дали англиски, дали германски, дали ова, ќе сврти еден круг посета и ќе те однесат после на јадење. Мавтов имаме ние тука сега и менза, кај што можете да седнете и ти раскажува приказната, ти си утепал 3 сата, си го завршил денот, мавтов си го исполнил денот со активности и после идеш си шеташ. Јас многу пати имам кажано кањонот Матка. Е нешто што е меѓу 10 кањони во светот, во Европа, и едноставно флора и фауна од тропски период. Тоа никаде го нема. Каде што ти можеш да отидеш и да видиш дека оваа пеперутка само тука ја има, дека ова растение само тука го има, кај нас се плегува без пари, се посетува тоа, нити има водич, нити има некој што може да ти раскаже таа приказна, да ја доживееш. И за жал, тоа се претвара веќе во нешто што ја губи секаква можност, не само убавина, можност да го доживееш тоа како посета. Како посебно, како единствено. Како нешто што единствено тука можеш да го доживееш. За жал имаме такви места милион. Да не кажам дека ние како земја еден период кога беа оние спотови на CNN што одеа од Милчо Манчевски, ништо друго не сме направиле за презентација на својата земја на светско ниво. Така. Не можеме да очекуваме дека светот ќе не препознае. За жал, многу гости, многу пријатели или многу туристи кои доаѓале, сум ги прашувала пред да дојдат, немаат ни ориентација што е Македонија и каде се наоѓа таа. Ние не сме направиле на тоа ниво ништо околу тоа, да не кажам за овој рурален туризам, од кој лично сметам дека можеме да живееме, ама без било каков проблем. Да бидеме уникатни во Европа. Ако се развие кај нас, според тоа каков печаток имам јас, ако кај нас се развие руралниот туризам и тоа се развие во убава мера, ќе се случат неколку моменти. Првиот момент ќе ги сочуваме селата, како заедници, како средини. Нема да сакаат маватов луѓето кои што живеат во селото да си го напушти, затоа што он таму пораснал. Он ги знае маватов како функционираат, како он од дете чувал со дедо му стока, од дете чувал пчели, од дете чувал одгледувал земјоделски производи. Јас од град можам да отидам и да го научам сето тоа. Меѓутоа, он секој пат ќе биде во предност затоа што он го имал искуството од дете да расте со тоа. И он ќе знае и тревата каква и каде, и земјата каква и што, кој ќе пипне земјата, што ќе му раскаже, што ќе му каже. Јас тие работи и тој осет нема да го имам како што ќе го има. И кога ќе му создадеме можности на земјоделците да си останат на своето, да си бидат земјоделци, сточарите да си бидат сточари, секој ќе си ја живее својата приказна, секој ќе си го чува своето. Никој нема да си го напушти родното огниште, никој нема ќе изгради убава куќа, ќе изгради голема куќа, ќе биде задоволен, ќе му се направи градинка, ќе му се направи училиште, ќе заживеат училиштата, ќе имаме дечиња во нив, ќе има 50 дечиња, супер, ќе имаме 2 наставнички, ќе имаме комбинирани паралелки, ќе имаме една наставничка што ќе ги чува децата во градинката и автоматски родителите се згрижени. Он нема да биде гајлет каде ќе му биде детето, дали ќе биде во градинка или нема да биде, дали ќе му услови или не, дали ќе има детето да се едуцира, да се школува или не. Ќе мисли од кој ќе наполни 14 години, од кој ќе помине 9-летка, па да го запише средно и после ќе му ги смислува работите понатаму. Сето друго мовото ќе му биде обезбедено и ќе му биде тука до 14 години докато да порасне детето и он ќе се фокусира на тоа. Јас имам искуство со село Девич. Работев со една фарма на македонци кои беа дојдени од Данска. Го разработивме тој дел на туризмот, имаше многу интерес и се појави желба на луѓе кои имаат куќи таму, не живеат веќе таму, да ги издаваат. Значи, постои, ако малце се вложиш само, постои можност да тоа работи.
Нас не треба тоа, нас не треба генерално како држава, ни треба стратегија со која што ќе земеме малци, ќе му посветиме време на земјоделецот, на сточарот и ќе посветиме малку да средиме инфраструктурата и основните работи за живот. Затоа што има многу села кои што ги има поминато, кои што немаат основна инфраструктура. Значи, они немаат одвод, они се уште имаат септички јами, немаат решен проблем со вода, немаат доволно вода во нивната средина за пиење, да не збориме за наводнување, за нешто, за овие што се раноградинарски производи што ги имаат за во сопствениот дом. И знаете како, сите сакаат да работат, сакаат да имат, меѓутоа го сакаат оној градски живот, затоа што се раскажува, приказната дека градскиот живот е нешто кон што треба да се копне или градскиот живот е нешто кон што треба да се цели. Не знаејќи при тоа дека ако имаме развиено сточарство, ако имаме развиено земјоделие, прво селото ќе биде појако како средина. Сами ќе си произведуваме храна, целиот зеленчук што ни треба или целото брашно или што ни треба пченица за брашно и за леб, самите ќе си го произведеме. После ќе си ги произведеме сами количините на месо што ни се потребни за да ни ги задоволат потребите на Македонија во текот една година и со самото тоа нема да бидеме зависни од никого. Нема да имаме потреба да го увезуваме тој турскиот патлиџа, нема да имаме потреба да го увезуваме киргизстанскиот граф или не знам што. Туку ќе си имаме наш граф, ќе си имаме наша пченка, ќе си имаме наша пченица, ќе си имаме наши производи и на тој начин ќе можеме во тој случај кој ќе ги средиме тие работи, да можеме да се посветиме на ова што се вика екотуризам, на ова што се вика рурален туризам, на ова што се вика селски туризам, да раскажуваме приказни, затоа што убаво би било да се случи да некоја институција во државата, освен тоа што беше со Милчо Манчевски, да се случи некоја институција во државата да и текне, да рече, луѓе, дајте ќе направиме кампања, што е тоа што се може да го има во Македонија. Во право си, тотално те поддржувам и апсолутно си во право за тоа, дека не може надвор, земјите од надвор да знаат што имаме ние, со што располагаме, ако ние не покажеме што имаме и со што располагаме. Да се направи кампања, да таа кампања трае 1, 2, 3, 5 години. И не треба да биде, и 10 години, во континуитет да биде, за да можеме да покажеме дека има потенцијал, има можности. Зашто? Еве, сега ќе ви кажам една работа. Зашто во Словенија или во Хрватска на планините, на големи височини се случуваат работи да се организираат мали живеалишта или мали куќарки како заедници по 8, по 10 и тие како функционираат како мала заедница, мало село. И си имаат една главна кујна, си имаат каде да седат, да преспиат, дали се парови, дали се фамилии, дали се мабетофе другари, друштва. И едноставно имаат главна кујна, имаат каде да прошетат, имаат што да видат, имаат да го прошетат целиот тој планински венец, да ги видат сите убавини, да се вратат, да преседат тука 2 дена, имаат обезбедено храна, имаат обезбедено све и да едноставно да тој екотуризам. Дај да ги запознаеме македонските планини, дај да ги запознаеме луѓето со убавините кои што ги има. Никој не верувам да од нас дека отишол во село град или отишол во село, ново село, како се викаше, има едно село со чудно име што е во Тетово, на крајот на кај Јанчиште, кој ќе отидеш веќе пред Јанчиште, тука е селото, од тука се паркираш во селото и на 3 сати пешки, на 4 сати пешки, на 2 сати пешки е планинарскиот дом, на 4 сати пешки е врвот Љуботен. Да. Секој од нас може тоа да го направи. Ама никој не го кажува, никој не го збори, Гордана. Никој не раскажува дека ние имаме потенцијал, имаме можности што тоа може да се случи во државата. Па да, направете ги тие клипови, направете ја таа кампања, направете ги тие работи, да почнеме со тие што веќе функционираат на некаков начин. Така, па да му помогнеме колку можеме, барем со промоција, па после тоа полека ќе ги развиеме сите останати приказни кои што ги имаме во себе, кои што не сме ги дораскажале. Работев на еден проект, бев дел од проектот, каде англичанец не можеше да свати дека нашите села немаат собственост на куќата, дека ни е тоа на збор, дека е на мојот дедо и толку немаме. Едноставно немаме инфраструктура, немаме стратегија, немаме начин како да тоа го направиме,
Никој не размислува. Многу села изумираат, едноставно може да постојат. Може да функционираат доволно еден човек и да ги изнајмува. Денеска во светот е пракса да сакаат да отидат во друга земја и да го живеат токму тој живот. Да види дека може кокошка да чува, дека може да прави сирење, да го доживее тоа сам, да свати дека некогаш и кај него може би така се живеело, ама има промени. Јас, освен тоа, јас мислам дека и да се вратат и старите занаети. Да, дефинитивно. Седларство, ковач, овие што плетат кошнички или што плетат шишиња, керамика што се изработува. Во 470 села, само на 2 места сретнав човек што работи од глина. Што изработува на 2 места, сретна само 20 луѓе во цела Македонија изработуваат глинени садови, значи работи од глина. И едниот беше дедо во некои негови 80 години и нема кој да го наследи. Нема кој да го наследи, никој не се занимава со тоа, повеќе не го интересира, као сега ја тоа ќе го работам, а разговарајќи со него дадоа информација дека додека он бил веќе во 50 негови години и функционирал како грнчар, дека добил понуда неколку пати да отиде во Франција. Да предава таму грнчарство, да предава на луѓе кои што се заинтересирани да учат грнчарство во Франција. Да го учат тој занај. И он рекол, не, Молотов, јас во Македонија ќе останам тука. И вториот човек кој што го сретнав беше во Вранештица, во Кичевско. Разговаравме и со него. Нема. Доаѓаат групи, се интересираат да видат што има, како има, ќе купат некој грне, ќе купат некој сад керамички и толку. Јас се погодив вечерта да преспијам во селото во Вранештица, да бидам присутен и се погодив да вечерта ги видов кога го заложуваат тогинот, како ги редат тие керамички садови, колку тоа треба да биде внимателно наредено едно врз друго, па секоја боја нацртана, па после тоа кој ќе се испече да се глазира, па што да ви кажам, тоа е цела филозофија и не. И од тоа се прави една прекрасна туристичка тура. Да. За жал. Само треба, ја викам, волја треба. Пред се треба волја. Затоа што и треба, во Македонија недостасуваат, последно што слушнав е, може сум во грешка, повеќе си упатена, ќе ме коригираш ако е така, дека немаме лиценцирани туристички водичи. Или имаме... Па и тие што ги имаме се на папир. Така, работата е што баш со еден пријател ја начнавме оваа тема пред неколку дена и ми вика имаме туристички водичи, вика јас се карам со нив и се објаснувам зашто вика цело време идете и секоја тура што ќе дојде или било кој да дојде странец го носите вика само на Бит пазар вика во Стара Скопска чаршија. Ние имаме, вика, толку убави места, вика, толку убави предели, вика, толку убави работи, вика. Нема потреба, он беше баш собственик на угостителски објект, вика, нема потреба кај мене да го донесеш. Ама, вика, има толку места што може да се посетат и да се видат зашто, вика, тамо се блокирате, вика. И после тоа, кој да излезе од Македонија, ќе ни каже дека имаме 3 јадења, тавче, гравче, кебаб и баклава, дека немаме ништо друго. И тоа е страшно е. Кажи ми... Не разбирам зашто не бива. Не да не бива. Ние имаме голем потенцијал. Во смисла на организирање на Не го работи тоа. Јас лично сметам дека може Македонија, па ќе повторам, да живее од тој рурален туризам и да го развива на правилен начин. Ние можеме многу да живееме, многу да функционираме од рурален туризам и да си ги покриеме сите основни потреби за цела Македонија, за се што ни е потребно. И во однос на земјоделие, и во однос на совместните производи, затоа што јас имам сретнато производители кои што имаат собствени фарми, кои што имаат околу 500 до 1000 грла на стока во текот на годината што ја чуваат они, ја растат од мали бебиња, ја чуваат и го прават од нив разноразни месни производи, полупроизводи. Фантастично се тоа на вкус. Меѓутоа, зашто не го земеме од нив примерот? Зашто не работиме така? Во секоја развиена земја, гордост е да бидеш земјоделец или сточар. И никој не се срами од тоа. Кај нас некако го направивме тоа да биде како професија што никој не ја посакува. Како работа кој, сега, сточар, што си бе, ајде чуваш стока, бе, или земјоделец, ајде не ме зафркавај.
Да не кажеме дека како туристичка понуда не постои воопште во Македонија. Не постои, ништо нема. Ништо нема. Јас, знаете како, седам и многу пати размислувам, викам, може до нас, што секој од нас треба да направи некаков исчекор, треба да направи. Меѓутоа, па пак од друга страна, за да направи ќе го спомнам село Бања. Село Бања е село во општина Лозово, село до Соколарци и до Спанчево. Влегов во село Бања затоа што ми кажа дека имало бања некако. Некој пат. И влегов во бањата да идам што се случува, бањата е руинирано објект кој што нема ништо, нема капка вода во него. Да, тоа е единствен пример. А имаме простор за тоа да го развиеме и да биде фантастично. Дури имало и понуди што доаѓале луѓе и барале да го откупат и не им се дало. За жал од режија ме опоменува дека сме при крај. При крај сме. Брзо помина времето, ја мислам дека уште 5 емисии можеме да направиме да не начнеме се она што во Македонија може да биде потенцијал туристички, а не знаеме да си го искористиме. Јас само би кажал дека голем потенцијал лежи во Кавадаречкиот регион и во Неготинскиот регион, затоа што ќе го поздравам ја Дуле од село тука близу Демир Капија, како се викаше полигонот кај што пука тука во тој? Не знам, војниот полигон како што се вика, така се вика и селото, нека не ми замерува Дуле, меѓутоа еве и он има една таква приказна што може да биде фантастична туристичка понуда. Он е човек кој што произведува пипер, црвен пипер. И го произведува сам со сопругата, со двајца синови има, го произведува пиперот. Сам го сади, снима видеа, покажува како сади, како се мачи, како иде целата таа приказна. И сега Дуле што прави? Ги собира пиперките и има мелница направена. И продава алова пипер и продава буковец. И он го произведува, сето тоа сам го прави. И во етапи, и оваа етапа ми садење, оваа етапа чување, оваа етапа собирање, оваа етапа сега ќе го мелеме, оваа етапа е сега да ги поделиме едното со другото. И немате представа каков е како производ. Како производ кој ќе се вкуси, кој ќе се направи јадење со него. Или кој ќе направи сопругата него во фурната леп, не знам, алова пипер и леп само да се јаде. Ме разбирате, тоа се фантастични приказни кои што ги имаме низ Македонија, кои што остануваат нераскажани. Јас сега додека разговараме, во сеќавање ми се враќа патот од Велес према Штип со туристи кога одев уживаа да гледа дека таму се сади памук. И што значи памук? Значи за нив нешто што едноставно И сончоглед што беше садено, сончоглед која беа тие големите тркала, со сончоглед кој ќе се поминеше на кај Сарамзалино по патот, пазарчето насред Сарамзалино тука. Не знам, сето тоа воодушевува, меѓутоа и луѓето сака да го гледаат тоа. Се уште не можам да одгаднам приказната зашто никој не го прави тоа. Може повеќе труд треба да се вложи. Може би треба да се вложи некој да застане на одредена позиција што е поврзана со сето ова и треба многу повеќе да работи отколку што има волја, желба или сака. Треба, ќе се вратам на твојот разговор, да има луѓе како што е човеков од Куратица. Да. Да имаме барем едно 50 на такви, ние ќе на друг начин ќе функционираме. Сосема другачи. Така. Жал, драги мои, ова е крајот, меѓутоа се надевам дека ќе имаме уште еден разговор или барем два за ваков повод или за некои места кои евентуално можеме да ги промовираме. Така. Ти благодарам уште еднаш за поканата, Гордана. Се надевам дека сите што гледачите дека од прилика му стана јасно, имаат представа кој потенцијал го има Македонија, затоа што јас на моите дечиња дома застанувам и му викам пред да заминете било каде, пред било што да решите во животот. Се уште се мали, меѓутоа ќе дојде оној момент кога што ќе сака да решат нешто. Не идете подалеку. Погледнете ги селото што ги имам поминато низ Македонија јас. Погледнете ги репортажите. Немате можност тоа да го направите. Отидете, прошетајте на Македонија. Отидете на 20 места во Македонија, на 30 места во Македонија, не мора повеќе. Дајте година ден и дајте 30 места во Македонија, посетите ги. Да видите колку убави работи, кој потенцијал го има Македонија за една обична работа, да речеме за една дрвара, за една оризара, за пакување на пипер или од ова што е од ресен, од подмочани, за пакување на сок од јаболка,
за мед со мирисна јаболка. За правење кцана сол. Кцана сол, ете така, да. Едноставно. Сето тоа се во страшни работи што може да се направат сите имат потенцијал како семиња се тие. Ако ги посадиме убаво и ги гледаме, сите тие може да пораснат во страшно големи индустрии, бизниси и сето тоа да го одгледуваме, како што гледаме Национална географија, чувале пред 50 години чај неговите, они се шеста генерација сега што чува чај, се нивните плантажи се огромни и го ставува 13% од светското побарување на чај. Па да, информација имам, само што ова, сосема на крај. 2% во општина Росоман луѓето произведуваат праски. 2% од светското производство или од светската побарувачка на праски се произведува во Росоман кај нас. Никој тоа не го знае, никој не го збори како информација да се гордееме, да бидеме горди дека има нешто или да го збориме, да го понудиме на луѓето да го видат. Па дојдете да пробате сочна убава росоманска праска, па голема, па кој ќе касеш да мириса, па да ти облее образите да ти ги направи. Јас со моите луѓе обавезно да се. Не разбирате? Тоа е тоа, само волја треба и желба. Ти благодарам уште за разговорот, ти благодарам за поканата. Се надам дека повторно ќе се видиме и ќе поразговараме, затоа што има уште многу што да кажеме. Драго ми беше и многу ми е жал што мора да завршиме. Исто. Ама затоа па оставаме простор, има простор за секој пат повторно пак да се вратиме.